Нов партиски настан, нови трошоци на товар на државниот буџет. Има ли сила која ќе ги спречи интегративците да одат со службени возила на партиските настани? Нито антикорупцијска, нито опоменита од Грковска допреа до министрите од ДУИ, па на партискиот митинг во Чаир повторно дојдоа со службените возила. На првиот вице-премиер Артан Груби во возењето на државна сметка друштво му правеа и министерот за финансии Фатмир Бесими и за образование Јетон Шакири. Истите функционери истата злоупотреба ја направија пред само една недела на промоција на книга во организација на лидерот Ахмети. И тогаш, како и сега, министрите со службените возила дојдоа на настанот. Нова не се единствените примери владини функционери да се развозуваат на партиски активности со коли и гориво од парите на граѓаните. Министерот за надворешни Бујар Османи водеше партиска агенда во предизборие што го утврди и антикорупцијска, како и трошокот што го направи Груби за превозот со државно возило до Мала Речица. Токму на ДКСК постојано се повикува и вице-премиерката за добро владење Грковска, кој има надлежност само да опоменува. Таа избегна да одговори дали ќе дочекаме владините функционери да почнат да го почитуваат етичкиот кодекс. Само позивора, вице-премиер, бидејќи од секој ден се повторуваат од исти функционери, истите работи, истите скандали, истите криминали. Дали постои чувството етика и морал во функционерите? Не зборувам ништо И спикерот Џафери ја пее старата песна. Председателот на законодавниот дом во секоја смисла сака да ги поддржи со партијците, па е главен гости на сите настани на интегративците откако остана без функција во партијата. И тоа беше спорно бидејќи во уставот јасно е наведено дека председател на собрание е функција која не сполива со друга, особено не партиска. Па на синокешниот митинг отиде и Чекор понатаму, одржа говор што е спротивно на етичкиот кодекс.